Нов ден, нови победи, господа. Али уште сум у шок. Да знаете што ми се деси сега пред 15 минути, нема да ми веруете. Ја идам наваму на Келозијето и сега има еден пат кој што е многу тесен и практично две коли не може да се разминат ако едната кола него напушти малце коловозот. Малце да се каче на вака. Значи ја гледам од спротивен правец иде Тико. Викам добро Тико, лесно ќе се разминеме, не е камион, дали ме сваќаш? И ја викам ајде пошто имам малку така повисоко возило, викам ајде ја ќе го напуштам коловозот и ќе се качам на тоа како ритче, мислам ритче, не е ритче, туку некако малце надигнување, да кажем. И оттаму иде Тико и ја успори, значи ја воеше 30-40 и успори на 10-20 да можам, знаеш, у втора и да се, знаеш, чисто се разминеме. Оттаму Тикото лета. Викам, ово е невозможно. Значи ја го фати тврсто волано, викам, ова ќе се забива у мене. Жена со наочари. Овака ограбнава волано и возе. Значи она дали е нешто се помешава наместо кошница, дали газ, ја не знам. Значи идеше некаде 60, значи лета. И буквално е пролета за, да кажам, 5 до 10 сантими ќе отидеше у неповраќената, ќе ми се начукаше испод моето возило. И ја гледам на ретровизоро, заби се у џбун. Значи у џбун. Заби се со колото у џбун. Мислам, не беше тоа дрво, знаете оно као гранки. Као џбун, знаете што е џбун? Буквално се заби у џбуно, закочи и продолжи како ништо да не било, човече. Ја еве уште се лулјам, тресам се од ова, викам, дали сте бре нормални бе луѓе бе, жени бре. Абе така ли се возе, гледаш дека не може да се размине бе. Треба да закочеш, не да дадеш газ, мајка му стара. Али еве, жив сум, здрав сум, не се секирате, а се фатеме за работа. Сега ќе особереме тоа ѓубрето што ни остана од прошлата епизода и ќе гледаме, ја носам бичкија, нема да мислите дека бичкија не носам. Тоа таму има слива која што која влегувам ќе покажам у самото лозие, ми удару главата. Не да е Боже ќе му гребе тука на келевото, ќе треба се мачка мас. А толку ѓубри има што јас осеќам како да работам у комунално предпријатие. Така сум ја облечен. Што мислите ќе ме видели за комуналец да собирам ѓубре? А? Што мислите? Гледај. Значи портокал, мислам дека они се у портокалово облечени. Јас сум портокал. Сега малку тренерките може да ме, да кажам, зафркават, али еве, да земам ли портокалови некои тренерки. Патики имам со шлуштот. Еве. Кидалица Джонс. Што мислите ќе ме видели за комунално или нема да ме биде? А се фатеме за работа, кај е врекета? Ја излези, Ѓурѓо. Ја излези, сестро. Јас имам и ракавици, што мислите ви, а? Мислите јаким нема ракавици, а? А бре, па не сум ја будала, бе. Па јас сум искусен ѓубраџија. Ајде да идеме. Што е ова, бре, мајко му, бре, господа, бре? Што е, бре, ова, бре, мајко? Молим? Што е ова, бре? Абе, дали што се нема да најдам ја тука, бре? Што е, бре, ова, бре, мајко? Креве ли ова, бре? Маса ли ова? Господа, наместо да најдам некое злато, некое сребро, нешто. Гледате, ја што најде. Види, што е, бре, ова, бре? Како се начукам ја тамо сега? Теја. Како па сега да ве наместам па вас видам. А, ке зјам секирата. Оно на мене тука. Господа, не, ова не може го... Кај сте, бе? Ја па тука ве тражам. Абе, ние ова не може го изчистеме, бе. Леле. Уште пиво. За бруки се ќе мора да се соблачам. Не бива више. О, мори муко. Ја да го закачам ова, бе. Гледам многу коментари по TikTok, вика, Јакиме, ти уопште не личиш на земјоделец. Како бе не личам на земјоделец, бе? Јас сум ти земјоделец пар екселанс. Гледај ме. Гледате? Ова е се од лозие. Тоа е се од бичкија,
Не ово дедлифт, ова е се од бичкија, гледаш. Како не ви личам на земјоделец, види, нема да ме вреѓат. Сега ми еден проблем, не можам да фатам тамо 2 лименки, ќе пробам да се набутам као нинџа. Господа, помош! Ај, кој зашо ги бутал шишињата таму, тоа трањата, не ми е јасно на ме. Ај може, изчистам само ова возје тука. Мојата секира. Ја беа очи ки извадам, бре, човек. Видете шо најдов? Ово има непроцената вредност. Ракавица, човече. Вау! Господа, погодете што? Уште една. Значи, ако видам некој да дојде тука и да фрле ѓубре, ќе има озбилен проблем. Што тражи олбу сред ред, некој нека ми каже. Ова е неверојатно. О, здраво господа, како сте? Еве, јас сум помеѓу овие 2 гранки, вие како сте? Ништо, еве, јас се занимавам со земјоделие. Немој некој да ми каже дека не личам на земјоделец. Јас сум прав земјоделец. Уште само да научам да копам. Што е, бре? Трња, бре, гледај. Еве, гледајте. Ако јас сакам да влезам, погледнете. Гледај, значи ја идам. Јоп, ќе треба да сум како некој кунг-фу мастер за да не настрадам. Ево ова тука гранче. Еј. Господи, јас извинувам, јас забравив дека сум многу јак. Мене бичкија не ми треба. Ајде видиме сега дали ќе му удару главата. Идемо тука. Оп! Ику 200, господа, ику 200. Сите вие што гледавте претходната епизода знаете дека бев на кино, се гледам сам себе. Пак ќе повторам, сам себе. Ми имаше 2 секунди у филмот, утре наутро. Не помисли дека мечка има позади мене. Мечка ли е тоа? Филмот беше баш по мој вкус. Не поради тоа што јас сум некој меланхолик, туку поради тоа што ја сакам реалноста, сакам суштински работи, не сакам фейк работи. Ме сваќате, не сакам science fiction, сакам реален свет. А тука буквално за сите вие кои што сте и текако над 60% IQ, ќе сватите како и зошто е сменето името и на кој начин. Значи филмот е баш за тоа, баш го објаснува тој цел процес. И моја топла препорака, само имаше една смешна сцена, пошто видите ја прв пат сум у кино и ќутам. Ја мислам како да сум у театар сум бил, у кино не сум бил. И ќутам, оно оставложен. Гледам и тука неде на средина на филм. Еден батка доле од прв ред. Пичка ви мајчина, да се пукнам на досадниот филм, да се пукнам. Па настана и се отиде човече. Ние сите што бевме тука, овака се погледнаме помеѓу други и се продолжиме да си гледаме. Викам, сигурно е тоа нормално, шом никој не изреагира никако. Еве, вие што идете у кино, кажете ми дали е тоа нормално. Брато буквално исцуане сите нас, филмо, стана и се отиде. Ја ви кажав дека овој серијал ќе трае 10 години, јас сум нерадник. Имаме ѓубре, за малку очи ќе извадев тамо, сад чуваме Божји саклони, значи ја морам да набавам подхитно моторна пила. Пошто ја без моторна пила сум како без раци. Еве, гледа, целиот си скасапи, ова. Значи ова тука што е све треба да исечам и да направиме едно чисто поле, за да можеме да градиме на тоа чисто поле. Видите го ова дрво што е позади мене, на што е потсеќа? Дали не е потсеќа на кога лисјата паѓаат, а? Секој четврток и недела во 20 часот на овој YouTube канал Јаким Јосифовски ќе имате прилика да го гледате овој серијал реанимација на наследството. Така да ставете ми subscribe, ставете ми лайк, напишете ми коментар што сакате да гледате во овој серијал, што да работиме, како да работиме, што да подобриме. Па господа, се гледаме во четврток. Секое добро и имајте убава и продуктивна недела.